Никогаш не научи да не се мешаш меѓу маж и жена, а згора на тоа се истураш врз мене. Според предбрачниот договор што ќе го потпишат странките, имотот стекнат по бракот ќе и припаѓа на страната што го стекнала. Издршката што ќе се исплаќена. На Девин Акин во случај на развод, Девин Акин нема да бара никаква оштета. Девин Акин нема да бара никаква оштета освен ова издршка. Банкарските сметки на Девин Акин ќе бидат под постојан надзор на мажот и семејството. Во случај на развод, старателството на децата ќе му припадне на таткото Аслан Сојкан, а мајката Девин Акин ќе може да ги гледа децата во термините и распоредот што ќе ги одреди самиот татко по негова волја. Се надевам дека не го сваќаш лично, тоа е стандардна процедура. Што е ова? Што е ова, мамо? Аслан, дури да се ожениш, немој да го кршиш срцето на мајка ти за некоја со која ќе се разведеш по 3 месеци, сине. Јас само се грижам за твоето добро. За моје добро го правиш ова. Ако навистина се грижиш за моје добро, те молам, немој да се мешаш во мојот живот. Престани да го правиш тоа, мамо, те молам. Кога Толга го потпиша овој договор, тогаш ти ништо не кажа. Па каква е Боже, оваа дволичност сега? Пошто е твојата Девин поинаква од Толга? Дај ми трпение, што е поинаква од Толга? Толга е ненормален човек, не е чесен. Разбираш ли? Во тоа е разликата. Ти сакаш се да ти биде под контрола постојано, сакаш се да биде по законите на Хулја Сојкан, буквално се. И даде рок од 3 месеци на мојата брачна врска, погледни се само. Се плашиш ти, нели? Исплашена си, така? Дека еден ден ќе ти заврши владеењето, така? Се плашиш дека некој ќе дојде и ќе ти ја земе моќта, дека ќе останеш без таа моќ што си ја обожавала цел живот, така? Погледни само, погледни го ова. Погледни ја неа. Таа е чиста, види? Види, чиста девојка е. Кој би рекол дека незиното срце еден ден толку многу ќе потемни катран ќе стане? Кој би го рекол тоа, а? Ама види, јас не сум ти луд тебе. Не, навистина не сум ти луд јас тебе. Јас сум луд на татко ми, него сум луд. Види, тоа е негова вина. Ако те извлечеше од проклетството на семејството Сојкан, да те извлечеше од сите забрани и правила, денес немаше да бидеш ваква, сигурен сум во тоа, ама тоа е. Што е тука е сега? Добро, сине. Ти можеш да го направиш оно што татко ти не успеа, но внимавај. Девин не е некоја што ќе ги следи твоите правила, да знаеш. Прво смири се ти, малку правилата што ги поставив не се за да ја заштитам мојата фамилија од Девин, туку за да ја заштитам неа од мојата фамилија, го разбираш тоа? Погледни ја само таа девојка. Погледни ја внимателно. Девин никогаш нема да го доживее тоа што има снајдено оваа девојка. Јасно? И ќе направам се што можам за тоа да биде. Ќе го направам тоа сега, погледнете се една со друга. Ајде да ве видам, што ќе ти каже таа? Ало, господине Чарги? Остави ги сите своји обврски и биди во Волта за половина час. Господине Аслан, сега кога господјата побара, затоа го подготвив тој договор. Мислам, јас не направив ништо лошо. Сакам да кажам дека... Добро, Чарги, ништо лошо, сепак ќе го следиме мојот текст на крај, тоа е се. Во ред, господине. Како сакате? Ајде да видиме. Добре дојде. Благодарам. Што има? Добро е. Пристигнаат цветовите? Да, сега ги подготвувам. Благодарам. И јас ќе се вратам. Во ред, бато. Ајде. Бато Реджеп.
Што гледаш, брате? Ти треба ли нешто? Епа јас барам проблем. Јас сакам да ме истепаат. Тргни се. Не прави проблем на вечер. Свати го ова како еден мал бизнис. Јас ке ти платам, а ти ке ме истепаш. Така е, да. Брато Реджев, има проблем? Не, братче, нема проблем. Се обидувам да направам договор. Јас ќе ви дадам пари, а вие ќе ми истепате. Што е, бе, што зборува? Да се договориме како господа, без удари во глава или по лице. Во спротивно луѓето ќе се исплашат. Во ред, договорено? А ти што ме гледаш уште, а? Боже. Немојте удари по лице. Реков не по глава, нели? А? Се договоривме? Повели, бато. Благодарам. Земи, бато. Се работи за твојот син, јас ќе се погрижам и ќе ти се јавам. Благодарам, бато. Ти благодарам. Што разговараа со адвокатот натре час? Многу сум љубопитен. Не знаеш ништо, нели? Не, пријателе. Ама излезе незадоволен. Сепак ќе дознаеме. Танџо, што има? Повели еко? Сакав да те прашам нешто. Девојката што направи проблем тука. За таа ли? Не кажувај одма такво нешто. Што? Што се случи, еко? Што ти е? Ништо нема, сине. Нема никаков проблем. Знаеш ли како се вика девојка или нешто такво? Јас сум знаена, Аслан рече. Или измислила за да не плати сметка, или е сестра на оваа луда Ајсел. Не знам. Што зборуваш? Не смее да е Ајсел. Ајсел не може да има таква сестра, сине. Како тоа ти текна? Што е сега, еко? Што има со тебе? Не дозволуваш ни да те прашаме нешто. Како така? Твојата доаѓа вечерва. Ајде сега, види. Што правите, браќа? Ворете, знаеш што се прашувам сега? Аха. Што направи тоа ѓубре Ибо? И јас сум многу љубопитен за него. Се отвара пеколот, браќа, нели? Добро вечер, момци, здраво на сите. Добро вечер. Добро вечер, добро Добро вечер. вечер, добро вечер. Брат Ибрахим, добре дојде. Не извести, ама сепак добре дојден си. Добре дојдовте, а ти? Застани малку. Како вели твојата генерација, а? Пријатели, добре, дојдовте на мојот канал. Ајча душа. Ти донесов рози. Црна роза. Знаеш, минатиот пат се однесував простачки. Сакам да кажам,
Извини. Види, многу се нежни. Ако случајно искинеш едно ливче, веднаш ја менува бојата. Овие цвеќиња останале во меѓусостојба. Некој за нив ќе каже, во ова има надеж, а некој друг, во ова има смрт. Тоа што остане ќе го кажеш на полицијата. Не прави така. Види, нели гледаш колку сме близко до смртта? Таа убавина, ако ја ставиш во вода, ќе живее само 2 дена. Не разбираш ли? За смртта си размислувала? Никогаш. Секако дека си размислувала. Барем поради твојата професија. Што сакаш ти од мене? Сакам само едно. Пред да умрам, сакам некој да ме слушне. Толку. Ама не сакам тоа да биде површно. Сакам вистински да ме слушаш. На вистина. Докторке, те молам. Те молам. Добро. Добро. Значи не те загрижува тоа што семејството Сојкан повеќе пати фрлало мало дете во оган. Не си се запрашала? Колку тоа мало момче почнало да го сака тој оган, додека Тивко и полека горело во тој оган. Докторке, јас сум видел и сум доживеал такви работи. Еве. Еве го овде. Еве го. Како да има закован клинец тука. Ме боли, докторке. Ме боли. Зошто јас? Зошто не одбра некој друг? Затоа што сме забранети еден за друг. Јас сум забранет за тебе, а ти си за мене. Нели? Јас не можам никому да кажам за тебе. Ти не можеш никому да кажеш за мене, а? Нели е така? Има подобра причина од ова. Добро, слушај. Не кажувај ништо веднаш, не одлучувај. Ама те молам, размисли за ова. Размисли. Види, заборави на тебе и мене. Заборави на сите околу нас. Размисли за едно нешто. А тоа е душата. Душата. Поради тебе таа може да заспие во мир конечно. Сите религии го велат тоа, сите книги. Размисли за тоа. Добро? Па те ми извини ако те исплашив. Пријатна вечер.
Eski yalanlar depreşmeyeli farkında mıydın? Тргнете се, доаѓа шефот. О, го поправи стаклото, а? Точно. И ти испрати цвеќе на Езги. Точно така е. Леле, ти ми направи ориз, ај... Малку се залепи за тавата, ама ќе го спасиме со кетчап. Што да правиме? Како ти помина денот? Така. Почна чудно, продолжи уште почудно, ама сега е во ред. А твојот? Почна добро, па продолжи лошо, ама сега е средено готово. Аслан, јас тебе треба да ти кажам нешто. Застани, ова не е добар знак, почекај. Што значи тоа морам да ти кажам нешто? Пак сакаш да раскинеш со мене? Не, денес не. И што е тогаш? Застани, ништо не кажувај. Што е ова? Зошто толку долго? Извини. Докторке, јас сум Џихан Сојкан, ова е мојот број, ќе чекам твојата одлука. Добра ноќ. Се случи нешто? Не, Добро си? добро сум, ништо, клиент. Само ова да го запишам и веднаш се враќам. Сакаш нешто од кујната? Не, донеси што и да донесеш. Ај, поѓа волите. Денес ли го подготвил овој договор? Да, го прочитав. Нема финансиски санкции, ама овие одредби се многу понижувачки за една жена. А оваа девојка не е некоја што би го прифатила. Ви благодарам, господине Чагри. Благодарам, пријатна вечер. Овој договор е наш, Аслан? Дали овој предбрачен договор е наш, Аслан? Да. Наше. Ама овој договор е само за да те заштити тебе и ништо друго. Да ме заштити. Да, само за да те заштити. Гледај. Така е, прочитај. Читам. Со прифаќањето дека Девин
Акин Сојкан никогаш нема да влезе во работните простории што и припаѓаат на фамилијата Сојкан. Девин, може да ме сослушаш една Девин секунда? Акин нема да работи во ниту една дејност што и припаѓа на фамилијата Сојкан. Девин, може да ме сослушаш Таа само? нема да присуствува Може да на ме деловни сослушаш една састаноци. минута, една секунда барем? Ќе се извршува својата професија за време на бракот. Ти благодарам многу. Во случај на смрт на Аслан Сојкан, таа ќе се повлече од фамилијата Сојкан. За време на бракот нема да објавува ништо поврзано со семејството на социјалните мрежи. Тоа е дело на мајка ти. Не. Ова е твое дело. Добро. Детето што ќе се роди треба да биде заштитено како и мајката доживотно, ама подалеку од семејството. Детето што ќе се роди... Види, ако се смириш, ќе ти објаснам веднаш и ќе видиш мојата добра намера во ова. Може да го прочиташ смирено ова, те молам? Детето што ќе се роди... Не е тоа што мислиш, верувај Кога ме. ти мене ме праша дали јас сакам деца, а? Ќе прочиташ? Те молам да прочиташ, нема никаква врска со пари договорот. Читај, ајде, продолжи. Еве го мојот омилен дел. Овој брак ќе биде раскинат од страна на Аслан Сојкан доколку таа му го спомне овој договор на било кого или доколку договорот стане јавно обелоденет. Кој си ти по ѓаволите? Кажи ми. Кој си ти? Кој си ти? Кажи ми, кој си? Види, може да не ми додеваш, те молам? Што зборуваш ти? Што зборуваш ти? Има ли некој што повеќе досадува? Кажи ми, те молам, престани. Се обидувам да ти објаснам, ако ме сослушаш, тогаш... По ѓаволите си ти? Кој си ти? Овој Сојкан, оној Сојкан, што па ѓаволите со овие Сојканови? Точно така. Што се случи, што мислеше? Не ми кажа пред да влезеш во оваа врска дека со тебе сум со широко отворени очи. Не го кажа ти тоа? А? Прво, ако го потпишеш овој договор, нема ништо да знаеш за семејството Сојкан, буквално ништо. Второ, нема да мораш да лажеш, затоа што ништо нема да знаеш за тоа семејство. Трето, за да го заштитиш семејството Сојкан, нема да мора да се занимаваш со полиција, суди и обвинители Овој глупав договор ќе ме штити мене. Кој ти кажа дека сакам заштита? Јас ли кажав такво нешто? Кој го вели тоа? Ова ќе се случи, сакала ти или не сакала, затоа што се обидувам да те заштитам од проклетството на презимето Сојкан, како не разбираш? Ајде те молам, престани. Се обидуваш да ме претвориш во дух, се обидуваш да ме направиш невидлива. Воопшто ли не ме познаваш ти мене? Откаде ти дојде дека јас ќе го потпишам овој договор? Гледај ме гледаш ли ти мене? Гледај ме. Воопшто не ме познаваш. Лавот на Сојкановите. Гледај го лавот на Сојкановите. Во каков човек без емпатија и нарцис се претвори ти одеднаш. Добро, ај, може да престанеш со терапија, не е место за терапија. Прекини со сесијата. На вистина, Аслан. Тогаш земи го. Да го направам ова. Не ми се верува, нормална ли си ти бе? Луда ли си, кажи ми, јас се обидувам да те заштитам тебе. Не сакам со тебе да се случи истото како со мајка ми да личиш на неа. А, тоа е, сега ми е јасно. Зошто не ми го кажа ова порано? Зошто не рече однапред? Мојот најголем страв, мојот единствен страв е да не личиш на мајка ми. Јас не сум твојата мајка. И од овој момент не знам што сум. Се однесуваш глупаво, Девин. Дојди овде, застани, каде одиш? Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım,
kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakma için didim. Отлично знаеме кој е. Исто така нема да се плашиме од Ибрахим Сојкан. Борет, Не биде толку сигурен во тоа. неговиот прекар е клатавиот Ибо. Од што да се плашам, од насилник што се плаши да оди во затвор. Твојот татко влезе на место него и стана познат. Твојот чичко беше Ибрахим Сојкан, па стана Ибо, клатавиот Ибо. Да го пуштам ли? Ба тоа монтажа е. Очигледно е монтажа. Очигледно е, Аслан го направил ова бато, значи се обидува да не скара. Нема да паднеме на ова. Дали ти изгледам како човек што би се плашел да оди во затвор? Не бато воопшто. Затоа што неговиот помлад брат Јусуф Сојкан стана глава на семејството наместо Ибрахим Сојкан. Затоа. Види, тоа е приказна што може да стане филм. Можеби ќе го снимиме подоцна. Можеме бато ако сакаш. Наредба е тоа. Што е ова бато? Ти нудам партнерство. Што е 3 пари? Твојата цена. Една недела имаш ти. Размисли добро и одлучи. Јави ми се после. Такво нешто не е можно. А ти ја кажав ли разликата помеѓу мене и Аслан? Види вамо. Ако Аслан те удри, тебе ќе ти стават конци. А ако те удрам јас, ќе те стават во земја. Види. Ајде сега. Испрати ме. Полека да се збогуваме. Ајде гледај. Пријатели, ќе направиме некои промени овде во нашата шема. Како што знаете, рейтингот не расте на дрва, љубовта има граници, како да ви кажам. Овој канал има потреба од акција. Една недела, пријателе Ати. Една недела. Ви посакувам среќа. Нема никаква вест од Аслан од синоќа, нели господине Чагри? Јас веќе ви кажав моje мислење. Девојката никогаш не би потпишала таков договор, никогаш. Аха. Секако, не грижете се, важи? Добро, се гледаме. Пријатен ден, господине Чагри. Добро утро, девојки. Добро утро, госпоѓо Хулија. Добро утро, господјо Хулја. Дај ми го маслиновото масло. Однеси го ова на масата. Во ред, госпоѓо Хулија. Навистина доста веќе. Секој ден стануваме рано наутро како војници. Не зборувај многу. Ајде, оди пресоблечи се, измиги рацете, ајде, гледај. Ни ти денес нема да ме разочаруваш. Исправено, ајде.
Повели Каја, душо, ти го донесов таблетот. Зарем баба ми нема да дојде? Денес денот е толку убав што нема да слезе. Толга каде е? Во собата е, ќе му однесам нешто. Не госпогице. Ова не е хотел. Повикај го, сите ќе појадуваат на маса. Мамо, додека е во ваква состојба Лела, децата. моја убава керко, зарем не ти велам дека денес е убав ден? Ајде, не претерувај, повикај го, ајде. Ајде. Ајде, душо. Сине, Повели, мамо. ќе дојдеш на појадок, нели? Не ме чекайте, јадете вие. Ти донесов джигер, го нарачав специјално за тебе. Јадев веќе јас, мамо, пријатно. Добро тогаш. Душо, нешто ми падна на памет. Што прави Девин? Кога ќе почнеме с подготовките за свадба? Моите пријателки од фондацијата постојано ме притискаат. Мамо, близко е, не се грижи, се е близко, кажи им на твоите пријателки од фондацијата дека многу наскоро ќе дојдат денови кога ќе скокаме од радост сите. Во ред? Се надевам. Добро, ќе видиме. Тогаш поздравија. Поздравија од мене. Во ред, ќе поздравам. Се гледаме подоцна. Чао, чао. Бато, не тоа. Не тоа што? Додека работев ми текна нешто, додека го собирав ѓубрето, мислев, не го прочитав. Не можев да го прочитам, сакав да кажам. Екрем. Ајде. Добро, бато. Каде е брат ми? Со Девин ли е? Не е, душо. Очигледно е дека Девин која толку многу ја сакаш, од сега па натаму нема да биде во нашиот живот, жал ми е. Зошто? Што се случи? Твојот брат се сети дека е Аслан Сојкан. Што виде? Бато, гледав само дали има ѓубре, се колнам. Што виде? Предбрачен договор, бато. И што мислиш за тоа? Како, бато? Кажи ми нешто, бе, братче, што мислиш? Бато, не те разбирам, ти веќе сигурно знаеш што е исправно. Кажи ми сериозно, сакам да знам што мислиш за тоа, ајде. Навистина, да зборувам искрено. Нормално. Абе, бато, може ли ова да функционира, бато? Добро, види, уште кон Девин, како можеше? Сега ова го правиш за да ја заштитиш, те познавам, добри ти се намерите во ред, ама бато, знаем и ќе го потпише ли ова? Можно ли е тоа? Дали тетка Девин е како Ајсел? Бато, патем, кога сме кај Ајсел, та има ли сестра или нешто такво, знаеш? Зошто прашувам, нели знаеш, една девојка дојде и направи сцена, јас веднаш средив, нема проблем. Танџу рече сестра или такво нешто. Што зборуваш ти, бе, еко? Што зборуваш? Што зборувам, бато? Што зборувам? Врати се одонаму. Нели на градилиште? Врати се, реков. Во ред, бато. Се обидов да кажам дека нема закажано термин, госпогице Девин, ама Ќе ти објаснам на јазикот на твоето семејство. Очигледно поинако не можеме да се разбереме. Прво, ова не е циркус од 3 прстени, туку клиника. Тоа треба да го разбереш. Второ, веќе нема да ми пишуваш пораки. Трето, пред да дојдеш, ќе се јавиш и ќе закажеш термин. Јасно ли е сега? Да и се јавам на господјата во ред. Ке се јавам веднаш. Кој беше бројот? Ајча, напиши му. Јас ќе одам да пијам кафе, малку да се смирам.
До тогаш почекај овде. Во ред, госпогице Девин. Ако има и чај од Камилица, ако сакаш. Малку е нервозна. Добро, доста е. Заврши, готово е, готово. Девојко, остави го. Нека си ја испие чорбата човекот. Очигледно мојот зет е гладен. Не е така лесно да се најадеш со сламка. Ситата свиња велат, подобра е од гладен лав. Па, не знам дали е вистинскиот момент да го кажам ова, ама донесов одлука. Што значи вистински момент? Кажи, гледај, јас сум расположена. Аха. Па, ќе си одам од дома. Планирам да се иселам. Сериозно? Многу ми е мило. Сериозна си, мамо? Многу сум сериозна. Никого од вас не го држиме под закана со пиштол во оваа куќа. Вау! Секако дека можеш да се вселиш во своја куќа. Каква работа најде? Што значи работа? Работа? Нешто што се прави за да се заработат пари. Работа. Тешко е да се изнајми куќа во Истанбул. Уште потешко е да се најде работа. Но мојата керка може да го направи сето она што го сака, нели? Господјо, има ситуација надвор. Што се случува? Господинот Ибрахим ме испрати. Зошто? Но сам чувар за господја Сехер. Исто така, господинот Ибрахим мисли дека има безбедносен пропуст. Јас исто така донесов нови луѓе. Супер, сега вратете ги сите назад. Жал ми е, ама не можам да ги вратам. Не разбирам. Примам наредби само од господинот Ибрахим. Бозо, земи го. Хулја, Ибо, дојде ли Кемал? Се уште ли е таму? сега слушај добро ти и овие неспособни луѓе тука. Не ни треба ниту телохранител, ниту чувар ни треба тука, да знаеш. Ништо не ни треба. Така ли? Јас не мислам баш така, да ти кажам. Ибо, гледај, денес е убав ден. Сигнализирај со свирка, врати ги своите кучиња од мојата градина. Хулја, има безбедносен пропуст во таа куќа. Не си единствената што живее таму. И мајка ми таму живее. Жената скоро падна од карпа поради тебе, се сеќаваш, нели? Така. Затоа и телохранителите и чуварот ќе останат во таа куќа. Се противите ли нешто? Ибо, не ми пречи мене, ти предупредувам последен пат. Извади ги од мојата градина. Многу се исплашив, многу се исплашив. Ќе одиш или нема да одиш? Примам наредби само од господинот Ибрахим. Ало, Ајде се гледаме. Земи ова. Зеино, влегуве внатре. Каја? Ајде. Докторке, како се случи ова? Што се случи? Член си на семејството. И тогаш рече,
Нашата професија има правила, рече етички, нешто такво. И што се случува сега? Не сум рекла дека сум психолог кој што слепо ги следи правилата. И не сум рекла дека сум многу добар психолог. Прекрасно. Но мислам дека тоа не е причината. Ајде да погодам. Моето мало братче повторно станал Аслан Сојкан, нели? Се разделивте? Ти колку пати мислиш на Аслан во текот на еден ден, господине Садик? Кога започна ова? Што кога започна? Тикот на вратот. Аха, овој тик. Започна еден ден, да. Имам многу такви денови. Ајде ќе ти кажам, немав среќно детство за тоа. Сигурно си имал барем некои среќни моменти. Кажи го првото нешто што ти е на ум. Од детството? Да. За твојот најсреќен момент. Мојот најсреќен момент? Хајде бе. Мојот најсреќен момент. Еднаш за малку ќе умрев. Ова е твојот најсреќен момент? Чекај да, слушај сега, слушај убава приказна, вака. Јас имав околу 8 или 10 години во ред. Бевме во Адана. Лето беше, а татко ми беше во затвор, се уште. Во Адана летно време одевме на планина. Имаше едно село таму, имавме место. Таму одевме, многу го сакавме. Имаше поточиња, имаше ридови, шетавме до вечерните часови. Тогаш знаев дека твојот ќе ми направи проблем. Ние правевме секакви глупости. Денот поминуваше и полека стануваше вечер. Требаше да се вратиме дома. А твојот рече, еј бато, те молам. Да го викаме Аслан. Може. Да речеме дека Аслан. Аслан не сакаше да си оди. Се качи на дрво велејки, не сакам да одам дома, како некоја мачка, до врвот се искачи. До врвот. Аслан, слези, мора да одиме, му велев. Зборував, ама не. Ја стави раката вака, како некој голем човек и гледаше далеко. Да го видеше само, сакаше да живее со козите до крајот на животот. Воопшто не сакаше да се врати дома. По некој време се изморив од викање, а и веќе направивме доволно глупости. Се подпрев на дрвото и полека заспав. А по некое време твојот, Аслан, ме разбуди. Бато, гладен сум, добро, реков, ама кога видов наоколу, целосен мрак. Ноќ беше. Го фатив и му реков, сине, трчај. До селото имаше доста пат, почнавме да трчаме. Луѓето беа вознемирени. Сите трчаа наоколу. Еден дојде и рече, сине, со часови ве бараме. Му ја фатив раката и тргнавме кон селскиот плоштад. На плоштадот имаше жена што врескаше и плачеше. Хулија Сојкан. Доаѓаше кон нас. А јас се уште му ја држев раката на Аслан, не го пуштав. Одевме еден кон друг. Прво ме погледна, потоа се сврте кон Аслан. Силно го прегрна. Го прегрна како да сака да му ги скрчи коските. Толку силно го прегрна.
Потоа? Ме погледна, да го остави Аслан. Јас гледав, па бевме на селскиот плоштад, многу луѓе, дури и секој дете беше таму. Па си реков себе си, предпоставувам дека сега е мој ред. Така ги отворив рацете. А таа се наведна кон мене, се доближи. Ми удри шамар по вратот. Требаше да паднам, ама се исправив. Уште еден шамар. Господине, што правите, господине? Господје, слушнав некои гласови внатре. Не ве молам, тргнете се од вратата. Господја Девин е на сесија. Вратата? Ве молам, дали имате термин? Каква е ова работа? Зошто се лутите? Не разбирам. Господине, внатре има клиент. Е добро да? Што правиш ти овде? Ти? Господја Девин, отидов до тоалетот. Господинот беше кај вратата кога пристигнав назад. Добре, во ред, Ајча, можеш да ни дадеш малку простор? Во ред. Нели е забрането да си доаѓаме на работа? Забрането е, ама кога ни одговара. Ти ќе се смириш, те молам, ќе ти кажам. Каков упат е ова? Аслан, јас сум среде сесија. Во ред, требаше да почекаш надвор. Но зошто се сваќаш погрешно, не разбирам. Тука сум за нас, Нема затоа такво дојдов. ништо како нас. Аслан. Молам, скоч. Како тоа? Во ред. Нека почека доаѓам, ајде. Да речеме дека завршивме. Можеш да закажеш друг термин сутра. Можно е. Ама добро, јас да почекам додека си замине така, а? Можеш да си одиш кога и да посакаш. Еко, Бато, вози до Волта, сине. што се случи? А ти упадна во Волта, ајде. Како, кој, каде? Упадна таму, сине, ајде, вози. Чија шега е ова? Сега ќе видиме убаво, ајде. Вози, ајде. Па се појави аудио снимката. Види во му, веројатно ставиле бубица во таа зграда, затоа излегло така. Смешен човек си, Аслан. И? Како и? Што сакаш ти од мене, кажи ми? Ти дојде овде. Ги донесе тие мафијашки шлајмови зад тебе. И дојде да ми упаднеш кај мене во продавницата. Види, јас не ќе го тоа седам спроти тебе. Аслан ме понижи пред сите вработени на мојот канал. Тоа не е доволно. Повторно поради тебе дојде Чичко ти отворено ми кажа дека сака да го земе мојот канал. И ми даде рок од една недела. Значи, контролирај го Чичко ти. И сам контролирај се, Аслан. Добро? Или? Или што? Знаеш ли што? Го пропушташ најважниот дел од реченицата. Свесен си не го прави ова. Ако нема или на крајот од реченицата, таа реченица е без насока буквално. Например, еве да ти дадам пример. Или ќе те уништам, да речеме. Или
Ќе ти ги искорнам канџите, како вели народот, знаеш, кај нас. Можеш така да кажеш, другата страна тогаш ќе се исплаши и одеднаш ќе ти даде се или ќе направи вака, например. Нема да се исплаши, ќе извади пиштол и ќе ви ги распрска мозоците. И после тоа ќе го застрела секој од тие мафијашки копилиња зад тебе. Па ќе ве фрли сите некаде. Бе, судбина е. Разбирам. Кажав што имам да кажам. Стои. Застани, јас да ти кажам сега. Слушај. Јас не сум човек како мојот чичко. Јас сум бизнисмен. И ти дадов понуда, така беше, дојдов кај тебе во канцеларија, ти не беше благодарен, како и да ти благодарам, сега јас ќе изнесам нов предлог. И ти давам 1 денар повеќе од тоа што го дава чичко ми. Застани, не оди, седни, застани. 3 опции ти давам, значи. Прва. Или ја прифаќаш понудата на чичко ми и седнуваш кај него во скут. Второ, ја прифаќаш мојата понуда и седнуваш во мојот скут после. Трета, ќе ни ги разнесеш мозоците на сите. Добро, јас ова ќе кажам. Прво, не ти влегов јас во местото. Второ, не ме запозна добро. Трето, ако се закачиш со мене, ќе ја платиш цената. Јасно? Ти давам 1 недела, да знаеш. Ајте, молам, размисли добро. Смирено, со ладна глава. Размисли и ти, Аслан. А што ако овој се излече сега? Нам не ни треба канало, знаеш, нели? Тоа е плашлив, нели? Ба тој е крем, така ли е? Се зафаќам веднаш, не грижи се.